постои веќе една граѓанска иницијатива, собрани се чинам 10.000 потписи во Скопје, имаше акција и тука во нашиот град. Ајде да образложиме кои се барањата на оваа граѓанска иницијатива за подобрување на условите воопшто во секојдневието за функционирање и живот на лицата со посебни потреби. Значи, ние како неколку здруженија од Македонија и тоа од повеќе области, односно од повеќе здруженија кои третираат лица со посебни потреби од различни категории, како церебрална парализа, аутизам, епилепсија, ретки болести. Веќе подолго време подготвувавме иницијативи и активности како да ја смениме оваа законска регулатива, односно некои закони што веќе постојат како да ги подобриме, бидејќи постоечките закони во некои делови наместо да ја подобрат состојбата на лицата со посебни потреби, тие на некој начин ја влошуваат, односно им создаваат потешкоти со кои се среќаваат и лицата, а се среќаваат посебно нивните родители. Токму затоа се покрена иницијатива, таа ја водат неколку здруженија, а ние како здружение за церебрална парализа од Тетово само се приклучивме, секако бидејќи тоа и во наш интерес и на нашите членови да ја поддржиме и да со нашето залагање да ја помогнеме. Веќе рекоа дека има собрано над 10.000 потписи, но секако тука не завршуваме. Книгите со потписи ќе бидат и понатаму отворени, бидејќи што повеќе потписи, ова наша иницијатива добива повеќе на тежина. Што бараме? Не дека прашањата на лицата со хендикеп, односно дека состојбата со лицата со хендикеп не е ништо променета. Далеко од тоа, не можеме тоа да го кажеме. Пред 20 години, кога почнаме како здружение за церебрална парализа, верувајте, речиси ништо немаше направено за овие лица. Значи, малку по малку се направија некои промени, далеку се подобри статусот на овие лица, но дојдовме до заклучок, како што кажав и пред тоа, дека треба уште да се работи, дека тоа не е доволно и дека сега треба да направиме нешто повеќе. На тие состаноци што ги имавме, издиференциравме неколку приоритети. Значи, ова што го бараме не значи дека само ова го бараме, туку ова се оние приоритети кои најмногу ги засегаат лицата со потреби во овој момент и кои бараме што е можно поитно да се решат. И затоа овие барања ги поделивме во две категории. Значи, барања кои треба да се исполнат во наредните 6 месеци и барања кои треба да се исполнат во периодот од наредните 3 години. Така, значи, ајде да започнеме со оние најприоритетните, за да ги запознаеме луѓето за какви барања станува збор и подоцна да подсетиме дека истите можат да дадат поддршка на оваа граѓанска иницијатива. Едно од првите барања кој е наведено, не значи дека и најважно, но сепак бидејќи сите ни се важни, е зголемување на посебниот додаток. За оние што не се упатени во нашата проблематика, само едно мало појаснување. Значи, лицата со посебни потреби, кај кој е утврден инвалидитет, се поделени во две категории. Од 0 до 26 години и од 26 години натаму. До 26 години лицата примаат надоместо кој се вика посебен додаток, а на 26 години примаат додаток кој се вика туѓа нега. Посебниот додаток, значи лицата што го примаат до 26 години и во овој момент изнесува 4200-300 денари. И јас колку што се сеќавам, тој е минимално зголеме, значи последниве 20 години. Додека сите други категории, почнувајќи од пензионерите кои примаат тие преку буџетот, или другите категории, секогаш имаат нешто повеќе и има зголемување, посебниот додаток си остана не мрдна од ова ниво. Ја мислам првиот пат кога беше донесено беше околу 3700, сега стана 4300. Значи, едното од нашите барања, значи овој посебен додаток барам за 20% да се зголеми. Бидејќи од
и многу лица, посебно оние што се социјално загрозени, кои не можат да издвојат пари за лекови за своите деца, тие пари ги, односно тие ги набавуваат тие лекарства само од посебниот додаток. Токму затоа баравме да се зголеми. Сега, што е она со лицата над 26 години? Значи, тие поминуваат во категорија туѓа нега, што за нас како родители навистина е несватливо. Не може ние да му даваме туѓа нега на нашето дете. Тоа е наше дете, не е туѓа дете. Значи, останало тоа од времето, од пред многу години кога е донесен тој закон, и тој според нас повеќе се однесува на оние лица кои претрпеле некоја травма или претрпеле некој мозочен удар или не знам некој вид на пореметување, кое со тек на време може да дојде до подобрување. Па е потребно, значи, контроли секоја година, и ако се утврди дека неговата состојба е подобрена од она кога е утврдена, значи тој се брише. Во овие лица тоа е трајна состојба. Значи, ние би биле навистина престречни кога би можеле да се подобри таа состојба, но за жал може да има еден мал напредок, но да се врати во првобитната состојба, односно да тие лица да функционираат како да не речем сите други луѓе, навистина тешко е. А посебно што кога ќе се наполни кога ќе се премине таа граница од 26 години, навистина лицата со посебни потреби, нивните родители се подложени на невидени малтретирања. Прво, треба да иде на матичен лекар, да му даде упат за да иде на комисија. Па со тоа дете со количка ли е, неподвижно ли е, било како, мора да иде во болница на комисија, да утврди дека повторно да го утврди она што веќе го утврдело до 25 години и до 25 години и некој месец што се вика пред да наполни. Значи, не може детето до 25 години да биде со посебни потреби, а 26 години сега да рече. Тука има уште една многу проблематична состојба. Кога ќе ги поднесе документите, бидејќи мора да поднесе документи, мора да биде одјавен од Центарот за социјални работи, односно за детска заштита, доаѓа до еден вакуум период меѓу одјавувањето и почетокот на добивањето на посебен додаток. Тогаш лицето никаде не е здравствено осигурано и всушност му се прекинува здравствениот стаж, и ако кога повторно ќе го добие преку тогаш доаѓа здравственото осигурување доаѓа под надлежност на Министерството за труд и социјална политика, и ако има потреба од некој ортопедско помагало или лекарство или било што, значи мора да чекам 6 месеци за да повторно добие статус на редовно осигурано лице, што навистина на многу лица им представува проблем. Да, значи ние бараме со ова барање, значи бараме да се брише таа категорија 26 години, туку овие лица како лица со посебни потреби да имаат трајно решение кое не мора да го обновува секоја година, не мора да се подложуваат на такви проблеми. Има ли уште барања кои што би сакале да ги споменете накратко, значи како набројување? Да, значи бараме на доместокот да зависи од здравствената состојба на лицето, а не сега за сите, и за најтешките и за тие што се релативно многу полесни, износот е исти. Значи ние бараме да се утврди сигурно тоа лице што е неподвижно, што е дома врзано за кревет, сигурно има многу повеќе барања отколку оние лице што е подвижно, кое може, да речеме, нормално да ги извршува тие функции. Како други барања ни се законот предвидува ако двајцата родители на лицето со посебни потреби се во работен однос, едниото или двајцата родители може да користат скратено работно време. Скратено работно време значи половина време да се на работа, а другата половина во домот за да му помогне на тоа лице, бидејќи
ако е неподвижно, ако е некој со тешки пречки, не може сам да го остави. Значи мора некој 24 часа да се движи, да се грижи за тоа лице. Што се случува сега? Како предвидел законот? Значи законот предвидел половина од платата што ја зема лицето да ја исплаќа фирмата каде работи, а другата половина да ја исплати државата. Сега, со тоа што одредиле дека државата може да исплаќа не повеќе од 4800 денари. Значи, ако едно лице зема, да речеме, минимална плата од 10.000 денари, 5.000 му дава фирмата каде работи, 4.800 му дава државата. Но што се случува со они, например, што имат 20.000 плата? Значи, он добива 10.000 од фирмата, бидејќи половина, нели? А добива само 4.800. Значи тоа е во неравноправна положба ставен. Ние значи бараме тоа да се укине оваа категорија и промена да се направи, односно да не се доведуваат некои родители во неравноправна положба со другите. Значи тоа да се изедначи, да биде, еве го кажуваме, да не смее да биде помало од половината од просечната нето плата за последниве 6 месеци. Значи пак да не се доведат во тие родители во неравноправна положба. Бидејќи се случува многу родители поради малиот тој надоместок да користат скратено работно време, после да се откажат од тоа. А како се снаоѓаат, тоа немојте да прашувате. Што исто така тука се јавува уште еден проблем кај со ова граница до 26 години, кој е многу драстичен, просто неверојатен. Родителите можат да користат скратено работно време се додека лицето не им наполни 26 години. Кога ќе им наполни 26 години, тоа право државата им го кинува, што е навистина неразбирливо. Баш напротив, ако е лицето повозрасно, повеќе му треба нега. Споменете се тука и помагалата кои што ги користат овие лица. Да, има проблеми и во таа гранка, иако морам тука да напоменам дека за разлика од почеток кога ние почнувавме со работа, таа делот околу ортопедските помагала доста напредна. Ние порано да се земеше количка беше смислена именка, не можеше да се набави, беа многу скапи. Оние првите колички што ги донесовме како донација. Сега се воведе законот, односно лицата имаат право на ортопедски помагала, на бесплатни ортопедски помагала, но тука е проблем со временската граница. Значи, до 26 години, мислим беше на 3 години, може да го смени ортопедското помагало, а на 26 години на 5 години. Сега можете вие да замислите една количка да се користи 5 години низ Тетовските улици. Тоа се крши таа сигурно за многу кратко време. Затоа ние бараме да ортопедските помагала, конкретно за количките, иако има тука и други помагала, да се доделува според вистинската потреба. Значи, оној момент кога ќе се јави, кога ќе се утврди дека навистина има потреба од тоа помагало, тогаш да се додели, а не да се чека 3 години или 5 години или било кој период. Така. Персонален асистент исто така е дел од барањата кои што вие ги имате доставено. Имаше пилот проект неодамна во Тетово, осумми на добија сертификати за оспособени, да кажам вака во наводници, персонални асистенти. Зошто им се потребни овие лица на лицата со посебни потреби и како би добиле некаков бенефит од државата? Значи, користењето на персонален асистент е во оние барања кои сакаме да се реализираат во наредните 3 години. На овие лица навистина ми е потребен персонален асистент. Што значи тоа? Тоа значи дека стручно лице, одреден број часови, зависи од потребата на тоа лице, ќе биде со него, ќе му помага да ги извршува редовните работи, ако има потреба да излезе, да прошета, да посети,
или има потреба да иде во школа, оние што идат на настава, дали основно, средно или на факултет. На тие лица секогаш им е потребно некој да им помогне да дојдат до училиштето, да седат на час, да им помагаат. Персоналниот асистент кај нас, таа категорија се уште не е решена, иако имаше многу иницијативи, многу сме разговарале, имаше и обуки како што беше таа. Значи, мора тоа да биде и тој персонален асистент, иако во суштина е тоа една волонтерска работа, но сепак мора да биде соодветно надоместен тоа лице, бидејќи тој е способен, значи стручно лице, а за таа работа мора на некој начин да биде стимулиран, да биде платен. Еве едно искуство, ќе ви кажам, на еден семинар имавме, беа представници од Австрија. Како е решено во Австрија? Во Австрија, зависност од потребата на лицето хендикепирано, може да има 2 часа персонален асистент, може 4 часа, 8 часа, па некој дури 24 часа персонален асистент, ако нема некој кој да се грижи за него. И за тие 2 часа или 4 часа, ќе му закаже, ми требаш од 10, да речеме, до 12, сакам да идам да купам нешто. Доаѓа персоналниот асистент со количка, го носи, му помага. Значи, персоналниот асистент во училиштето, посебно во основното училиште, каде децата почнуваат да учат. Персоналниот асистент седи со ученикот на часот и му помага. Учителката не може да му посвети 30 или 40 минути колку што трае часот на тоа дете, но затоа е тука персоналниот асистент, да го донесе до школа, да го земе од час, да му помогне. Ова мора да се реши ова прашање, бидејќи навистина има потреба и јас верувам дека, ама тоа мора законски, значи мора, бидејќи кај нас се уште не постои таа категорија, не е влезена во закон, мора тоа законски да се реши. Велите 20 години постоите како здружение, што се е направено, се знаете, подобрени се условите, споменавте, што уште треба да се направи конкретно во Тетово? Инклузијата, каква е нови лица во општеството, во секојдневниот живот и докаде сме со оние архитектонски бариери со кои се соочува градот? Во овие барања инклузивноста е во оние барања за наредните 6 месеци е инклузивноста застапен. Па видите, се отворија луѓето. Порано ние знаевме, се среќававме случаеви кога родителите ги криеа овие деца, се срамеа од нив, бидејќи тоа беше еден вид срам за средината, зашто да има такво дете. Но со тек на нашата работа, кога видео дека ние нешто постигнуваме, се бориме, нешто настојуваме да се подобри нивната состојба, луѓето почнаа постепено да се отвараат, да пристапуваат. Сега нашето здружение има преку 200 членови. Значи 200 лица од одредени категории кои сакаат да членуваат, не дека ние можеме да им дадеме пари, што се вика, не дека можеме да дадеме зејтин, брашно и тие работи. Тоа не е нашата функција. Но нашата функција е на овој начин да се избориме за нивните права, па преку нашата активност да добијат сите бенефити. Во Тетово има 2 паралелки, познато ви. Едната е во училиштето Лирија, каде има од 1 до 5 одделение и од 6 до 8 одделение, каде наставата се одвива на албански јазик, и ги викаме посебни паралелки, каде идат лица со посебни потреби. Има и во училиштето Кикиш, јас мислам таму само до 5 одделение, ако не се... Не, и таму има и до 8, се извинувам. Тука и дневниот центар, но сепак ова е малку. Значи има потреба, дневниот центар има само може да прими 25 лица, што е навистина малку. Каде се тука лицата со аутизам, каде се тука лицата со Даунов синдром. Значи треба барем уште 2-3 центри, треба дневни центри да се изградат за да се подобра состојбите. И освен тоа, има и одреден број деца кои се вклучени во редовна настава. За нив треба дефектолог. Значи, еден дефектолог, секој училиште, ако не барем секој училиште, барем еден дефектолог кој ќе обслужува неколку училиште за да им помага, бидејќи наставниците во училиштата не се толку уште способени за работа со овие деца, на нив сепак им треба едно посебно внимание за да го совладаат тој материјал.
Оваа ваша иницијатива не е завршена, значи ако досега имавте 2 пункта низ градот, продолжува меѓутоа вашата канцеларија. Да, до сега собравме над 700 потписи, но оваа иницијатива продолжува и понатаму, бидејќи тетратката со потписи ќе биде отворена во нашата канцеларија, другата тетратка планираме малку да прошета низ некои институции, односно некој што е заинтересиран да потпише, но во секој случај треба до 20 мај месец да се соберат овие потписи, да се предадат, каде повторно ќе има еден собир како што беше пред собранието, каде уште еднаш ќе се апелира на новиот на парламент и евентуално новата влада, ако до тогаш биде избрана, да се актуализираат овие работи. Тетово навистина добро се покажа првите денови. Добар беше одзивот на граѓаните, секако можеше и многу повеќе да биде, требаше можеби на десетина пунктови да поставиме, но за почеток добро беше и барем во оваа прилика би сакал да се заблагодарам на некој лице што многу помогна да ги соберем овие потписи. Му благодарам на Марин, му благодарам на Добре, на Антонио, на Агрон и посебно и благодарам на книжарата Биромонт кој ја помогна оваа акција и самите учествува во прибирањето на потписи.